Денеска православната црква ги празнува преподобниот Сава Освештен, преподобните маченици Карејски и преподобниот Нектари Битолски. Преподобниот Сава Освештен, непознатото село Муталаск во Кападокиската област станало многу познато по ова големо светило на православната црква. Овде се родил Сава од татко Јован и мајка Софија. Во 8-та година го напуштил родителскиот дом и се замонашил во блискиот манастир викан Флавијанов. По 10 години преминал во палестинските манастири и овде најдолго се задржал во обителта на светиот Ефтими Велики и на Теоктист. Видовитиот Ефтими прорекол за него дека ќе биде славен монах и наставник на монасите и дека ќе основа лавра, поголема од сите лаври од тоа време. По смртта на светиот Ефтими се оддалечил Сава во пустината каде што во една пештера, која ангел Божји му ја покажал, поминал како отшелник 5 години. Потоа, кога постанал совршен монах, почнале според Божјата промисла да се собираат околу него многу љубители на духовниот живот. Набрзо се собрале во толкав број, што Сава морал да зида и црква и многу келии. Му дошле и некои ерменци, на кои тој им одредил некоја пештера во која ќе служат на ерменски јазик. Кога умрел татко му, кај него дошла неговата стара мајка Софија, која тој ја замонашил и дал една келија подалеку од манастирот, каде што таа се подвизувала до крајот на својот живот. Многу беди претрпел овој свет отец од ближните луѓе, од еретиците и од демоните. Но тој сите ги победувал и тоа. Ближните луѓе со благост и со попустливост, еретиците со непоколебливо православно вероисповедување, а демоните со крсниот знак и призивањето на Бога на помош. Посебно голема борба имал со демоните на гората Кастела, каде што го основал својот втор манастир. Основал се насе 7 манастири. Тој и Теодосиј Велики, неговиот сосед, се сметани за најголеми светила и столбови на православието на исток. Тие исправувале цареви и патриарси во верата, а на сите и на секого служеле со пример на светителска смиреност и чудна сила Божја. По тешкиот и многуплоден живот светиот Сава се упокоил во 532-та, во 94-та година од својот живот. Помеѓу многуте други чудотворни и добри дела, нека биде споменато само тоа дека тој прв го уредил чинот на богослужението по манастирите, познат под името чин на Ерусалимската црква. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Преподобните маченици Карејски пострадале од папистите за време на унијата која ја направил со папата царот Михаил Палеолог. Управителите на Светагора биле обесени, а останатите монаси биле со меч исечени. Поуки од светите отци.
Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Преподобниот Нектари Битолски. Родум од Битола. Прво се подвизувал во манастирот Свети Врачи кај Битола заедно со својот замонашен татко Пахоми. Потоа преминал на Кареја, каде што продолжил подвигот под раководство на старците Филотеј и Диониси. Во келијата на Светиот Архангел, по победената човечка завист, демонските беди и тешката болест се преселил во Царството Христово на 5 декември 1500 година. Неговите чудотворни мошти, цели и нетрулежни и со благопријатен мирис, почиваат во таа иста келија. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител, но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te
Та